Средношколци со социјален танц театар пред собранието повикаа на поголема заштита од врсничкото насилство. Од пред собранието ја испратија пораката дека заштитата на децата од насилство мора да биде највисок општествен приоритет и дека булингот секојдневно се случува во училиштата, но често остануваат незабележани од возрастните. Мојата порака е, ние децата сме сегашноста, а и побитно иднината на светот и нашиот правилен развој, значи правилен развој на иднината на која што ќе треба сите да бидеме дел од. Затоа е многу битно сега децата да растат во здрави услови и да се намали влијанието на сајбербулингот. Мислам дека булингот во последното време зема по психички карактер на место физички карактер. Например, смеење во ходници, нема да ти кажат нешто, но само кога ќе поминеш ќе ти се насмеват малку. Или па изолација, нема ништо да ти зборуваат и не можеш да се пожалиш бидејќи ништо не ти направиле. И јас лично, како да речам, од рани години би вовел некакво емоционално психолошко образование, емоционална регулација, дека треба луѓето да се дружат сепак и дека има граница на помеѓу, како да речам, да игнорираш некој бидејќи човекот е лош кон тебе или само бидејќи онака не го сакаш многу. Според професорките Грозданка Саздова и Валентина Штериовска, возрастните со личните постапки секојдневно им даваат пример на младите како да се однесуваат меѓу себе. Тие посочија дека секојдневието на децата често е обележено и со негативни примери од однесување на возрастните, особено во ситуации кога постои позиција на моќ. Секојдневието на нашите деца е исполнето со примери како некој возрасен од ситуација на моќ си дозволува да прави навреди, мобинг на работно место, за жал, да бидат сведоци како им повишува глас со навреди и други несакани работи. Законодавниот дом, пред кој што сме овде, е местото каде што се моделираат општествените услови во кои што живеат децата. Децата со овој социјален танц театар испратија порака. Живееме во свет полн со насилство и сето тоа се пресликува во училиштата. Нашите ученици заслужуваат безбедна училишна средина, а тоа може да го постигнеме само ако заедно, родители, наставници и институции, изградиме средина на мир, почит и љубов. Настанот се одржа по повод Меѓународниот ден на детето во организација на Меѓаши, а законодавниот дом беше избран символично за да се побара институционална одговорност и посилни политики за безбедност и благосостојба на децата.